Неговата кариера светска е позната насекаде во светот, музиката, морам да кажам, голем број на престижни и списанија и национални телевизии, и музички куќи имаат говорено многу, пишувано многу за неговиот авторски труд. Мене ми е посебно драго што денеска заедно со Владимир Василевски Четкар имаме можност да ја најавиме неговата огромна, голема азиска турнеја, која што со поддршка на Министерството за култура ќе ја реализира оваа година, почнувајќи од септември, значи 2016 година до март 2017 година. Низ оваа голема азиска турнеја ќе бидат офатени некои од најголемите джез фестивали и джез клубови и тоа во Хонг Конг, Кина, Тајланд, Јужна Кореја, Јапонија, Малезија, Индонезија. Мене ми е навистина драго што оваа година дадовме поддршка за оваа азиска турнеја. Мислам дека Четкар навистина заслужува да биде поддржан од страна на државата. Јас се надевам дека навистина успешно ќе се реализира оваа турнеја. Сакам да напоменам дека и како што бев информирана, ја не би сакала сега сакам да му дадам збор повеќе он да се каже за својата авторска кариера. Го имам следено неколку пати на некои концерти и навистина ми е драго што посебно еве во Америка и во голем број на други држави, еве и во Англија, минатата година, во 2015 година, значи албумот Soul Brothers Record беше прогласен за еден од најдобрите за 2015 година. Така да неговата кариера е навистина од огромно значење, пред се за него како музичар, со голем авторски труд, но и за нашата држава Република Македонија, бидејќи континуирано на сите представувања се разбира се представува под нашето уставно име и сепак ја представува и ја промовира својата музичка кариера. Му посакувам се разбира успех и на оваа азиска турнеја. Исто сакам да информирам дека и како што добив денеска информација, значи веќе на 18 март ќе одржи и концерт и тоа во Америка, на Манхетен, во Њу Јорк, каде што настапувале и голем број на светски имиња како Принц, Висперс, Шака Кан, Инкогнито, Колинс и многу други. Така да, еве, посебно и за неговите успеси, за целокупното негово представување, сепак добре и он да ве информира. И посакувам успех, се разбира, на азиската турнеја и се надевам дека, како и досега, и нова азиска турнеја доследно, се разбира, ќе ја промовирате нашата држава. Така благодарам. Ви благодарам најпрво вас, сакам да се благодарам и до медиумите што се присутни и тие дадоа својата поддршка. Овај сум долг пат кој го одам уште од крајот на 90-тите години кога заминав на студии во Америка, на Беркли, каде дипломирав 2001 и сите тие самостални препреки кои сум ги работел, кои сум ги пребродил да го остварам мојот сон, заедно со поддршка на моето семејство во почетокот. Така се кулминираше до некои прилики кои ги добив да мојата музика презентирам во повеќе земји интернационално, на повеќе национални радија, како Радио Комерцијал Португалија или Клас ФМ во Унгарија, Интер ФМ во Јапонија и повеќе специјализирани радиостаници кои дадоа својата поддршка. Ми дојде еден моментум да дојдам да изгледам својата музика во Азија, каде некои најголемите куќи како P-Vine во Јапонија или CNL Music Records во Кореја ја испечатија моите албуми, ги испечатија повеќе околу 20.000 примероци, кои е една убава цифра за една ваква музика која е сепак уметност, а меѓутоа исто има и еден комерцијален ефект, се свири по урбани, да кажам, места, клубови, така да нормално, следувајќи после издавањето на музиката во Југоисточна Азија, исто ја споменавме, Hitman Records там ја издаде, во Тајланд, во Малезија, и сите тие места со поддршка на Министерството ќе можеме да ги на некој начин за прв пат да се представиме како држава која има свој космополитски одговор и во овај музички стил, како еден микс на джез, на сол, на фанк музика. И тоа исто интересно бидејќи луѓето не знаат по нашите традиции, меѓутоа не знаат по овие работи кои исто така се
многу битни за секој еден народ да има свој одговор на секој да кажам интернационален музички израз или било кој друг уметнички израз. Така да ќе почне во септември во Хонг Конг, на Хонг Конг International Jazz Festival ќе настапиме на 13 септември, ќе продолжи во Бејшан Jazz Festival во Кина, потоа Джарасун Jazz Festival во Кореја и уште повеќе фестивали кои сега моментално преговараме, нели, да се потврдат датумите, точните датуми и да се направи една најголемите турнеи досега забележани во нашата историја за ова модерна музика во далечниот исток.